Во 41-та епизода на Шорткат ќе гледате. 75% од младите во Северна Македонија живеат со своите родители. Да се избегнува брзата храна. Во текот на летото се зголемува ризикот од труење. 450 тони линдан и 200 тони контаминирана почва од малата депонија во Охис се спакувани, но се уште чекаат да бидат извезени и уништени. Здраво на сите, јас сум Гоше, а ова е Шорткат, нашите вести за млади. Останете со нас. Северна Македонија е меѓу првите земји во Европа каде процентот на млади на возраст од 18 до 34 години кои живеат со своите родители е исклучително висок и загрижувачки. Според податоците на Европската комисија, Македонија се наоѓа на 4-та позиција на листата на европски земји по Црна Гора, Хрватска и Албанија, каде најголем дел од младите живеат со своите родители. Дел од причините се високите цени на кириите, како и растот на купопродажните цени на становите и покрај тоа што голем дел од нив се празни. Во истражувањето на Организацијата за домување и станари во соработка со Civica Mobilitas се вели дека за разлика од младите во главниот град, за оние од внатрешноста на државата, единствениот начин да се обезбеди независно домување е да одат на универзитет или да работат во друг град или пак да делат стан со партнери. Генерално, тие кои живеат сами се многу малку. Околу 450 тони линдан и 200 тони контаминирана почва од малата депонија во Охис се спакувани во специјализирани буриња и контејнери и чекаат да бидат извезени за безбедно отстранување. Во текот на следните 10 месеци ќе треба да се исчистат преостанатите 2000 тони линдан и нешто помалку од 3000 тони контаминирана почва од малата депонија. Но останува и големата депонија која има многукратно повеќе линдан, како и дивата депонија во Пеленица кај Драчево. Канцерогениот пестицид треба да се уништи во инсинератор во Франција, додека земјиштето треба да се транспортира во контејнери во Холандија и термички да се обработи. По одложувањето на првиот извоз минатиот месец, химикалијата беше депонирана во дворот на Охис. Од Министерството за животна средина вела дека пакетите се целосно безбедни и дека од овој аспект нема разлика во кој период ќе се транспортираат и извезуваат. Здравјето зависи од начинот на исхрана, ако сакаме да имаме здрава младина, младите треба да ја избегнуваат брзата храна, апелираат надлежните во Агенцијата за храна и ветеринарство. Во летните месеци е зголемен ризикот од труење со храна, па затоа најдобро е да се избегнува храна која не се чува и подготвува на соодветен начин. За представките во врска со безбедноста на храната, но и за тоа на што треба да внимаваме при изборот на храна, повеќе ќе дознаете во следниот прилог. Колку е безбедна храната што ја јадеме? Токму ова редовно го проверуваат инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои лани направиле дури 50.000 инспекциски надзори за безбедноста на храната. Тие уверуваат, храната на полиците во маркетите е безбедна заради бројните контроли. Постапувајќи по представки на граѓани, инспекциските служби лани уништиле 4 тони храна. Ние сегаш апелираме до граѓаните, значи да купуваат производи таму и на оние места каде што се сигурни дека тие производи претходно биле добро чувани, односно се наоѓаат доколку има потреба на одреден температурен режим, без разлика дали се работи за тоа производи кои што се свежи и содржуваат, значи како свежо вадени производи, или се работи за производи кои што се наоѓаат во замрзната состојба. Представките од граѓаните се однесуваат на несоодветно чувана храна, независно дали кај дистрибутерот или кај продавачот на храната. Често пати до агенцијата граѓаните реагираат дека амбалажата на производот е пробиена или оштетена. Дел од представките се однесуваат на изменет изглед на производот, а граѓаните реагираат и за поминат рок на употреба. Која храна младите треба да избегнуваат и на што да се внимава во летните месеци? Бабовски вели, мора да се внимава како е подготвена храната што се консумира. Што се однесува до младите генерации и начинот на нивната исхрана, знаеме дека сигурно не може да се храна со рецептурите на баба и дедо, меѓутоа оно што е секогаш достапно и за возрастните, а многу почесто го практикуваат помладите граѓани, тоа е користењето на брза храна, не дека тоа не е начин на исхрана, но кога купуваат или користат такви производи, треба да внимаваат каков објект купуваат, значи
која е кредибилноста на објектот каде што ја купуваат, дали имаат соодветни ознаки производите кои што ги купуваат, дали се свежо спремени. Безбедноста на храната е грижа на сите кои се вклучени во системот, почнувајќи од институциите, операторите со храна, како и самите потрошувачи. Сдруженијето на украинците во Северна Македонија Лесија Украинка заедно со останатите граѓани во неделата одржаа мирен протест во Скопје против војната инвазија на Русија врз Украина која започна пред повеќе од 3 месеци. Протестниот марш започна од детското игралиште со руски мотиви зад универзалната сала, каде врз имињата на руските градови беа поставени фотографии од уништените украински градови и убиените деца од почетокот на инвазијата. Протестот продолжи пред руската амбасада во Скопје. Граѓаните поставуваа и по куќнина, фрижидери, шпорети и друг мебел, иронично потсетувајќи дека Русија им краде и по куќнина на украинците. Наскоро сите електронски уреди што ќе се продаваат во Европската унија ќе бидат опремени со еден ист полнач од типот USB-C. Вака одлучија европските законодавци, а универзалниот полнач ќе биде задолжителен за сите паметни телефони, таблети, камери, слушалки и звучници, а подоцна и за сите лаптопи. Законот ќе важи за сите производители на електронски уреди што продаваат производи во 27 земји членки на Европската унија. Воведувањето на универзален полнач е обид на ЕУ да го намали електронскиот отпад и да им го олесни животот на потрошувачите. Унијата проценува дека овој закон на потрошувачите ќе им заштеди 250 милиони евра годишно за непотребно купување полначи и дека ќе намали околу 11.000 тони отпад годишно. Новите правила ќе стапат на сила во есента 2024 година. Секоја година во земјава најмалку еден рис страда од криволов. Кај нас се останати само уште околу 35 возрастни единки од ова прекрасно животно, а во Албанија и Косово има уште 15-тина. Едно од најголемите закани за опстанокот на балканскиот рис е криволовот, и тоа не само на дивата мачка, туку и на неговиот главен плен, срната и дивокозата. Узурпацијата на пределите каде што гравитира, уништувањето на шумите и градењето на инфраструктурни објекти без да се обезбедат зелени коридори за негово безбедно движење се дополнителни ризици кои го доведуваат во прашање опстанокот на малобројната популација на ова животно. Минатата недела во мала станица во Скопје беше отворена меѓународната патувачка изложба на маски од Торесовиот теснец, група на острови лоцирани помеѓу Северна Австралија и Папуа Нова Гвинеја. Едно од спецификите на традицијата на ова поднебие е токму носењето на убаво украсени маски, па оваа изложба ја испитува богатата и непрекината практика на нивна изработка во теснецот Торес. Изложбата е во организација на културниот центар ГАП Титуи во соработка со Националниот музеј на Австралија, Австралиското министерство за надворешни работи и трговија и амбасадата на Австралија во Белград. Ви благодариме што останавте со нас до крајот на оваа епизода на Шорткат. Покрај Instagram, Facebook и YouTube можете да не следите и на TikTok. Отворени сме за какви било ваши предлози или коментари. Се гледаме следната недела во исто време. Поздрав!